Бугарските културни центри никогаш не би представувале проблем ако не беа именувани по контроверзни имиња според историски факти. Бугарските здруженија со години постојат во Македонија и никогаш не биле спречени во остварувањето на своите цели, но не се именувани со Иван Михајлов и цар Борис III. Свесно и намерно се отвораат нови клубови и се именуваат со историски ликови кои придонеле само во негативна конотација, како намерни провокации. Дециден е аналитичарот Благојче Атанасовски. Јас апсолутно сметам дека свесно, намерно, целенасочено се ставаат вакви имиња за да се предизвика негативни реакции во јавноста да биде сензибилизирана, негативно да реагира, па дури мислам дека и намерно тоа го прават да предизвикаат реакции од типот на кршење, да речеме, на тие здруженија, бидејќи не можете вие да го контролирате гневот на одредени луѓе и покрај тоа што не треба да се искрши. Има многу имења, вели Атанасовски, кои вистински придонеле за културата во Бугарија, а по потекло се од Македонија. Со такви имења ниту едно здружение или културен центар не би бил неприфатен од македонскиот народ. Мислам дека сето ова свесно се прави за да се предизвикаат вакви тензии и од официјална Софија да гледаме обвинување или од некои представници на политички партии дека ние сме држава која не почитува да речеме отварање на културни здруженија и почитување на правата на етничките бугари, поради тоа не треба да го продолжиме нашиот пат кон Европската унија. И бугарскиот историчар Иван Илчев е на иста линија. Ниту еден клуб на бугарите во Македонија нема да биде негиран ако е именуван со неутрално име кое ќе представува мост на соработка. Мога да разбера, но ми е трудно да го оправдая. Когато правиш клуб, да го кръщаваш с име, което неизбежно ще доведе до конфликт, ми се струва, че не е много разумно. Това е все едно да дърпаш куче за опашката и да си изненадваш, че то те хапе. Няма как. Значи, напълно беше възможно тези клубове да се нарекат с по-неутрални имена. Грешка е на Македонија што дозволила да има законски вакуум простор за да денеска се најдеме во една ваква ситуација. Неопходно итното донесување на закон, вели Атанасовски, што треба да стави крај на тензиите и провокациите. Предлог законските измени на ВМРО ДПМН стигнаа до собраниска расправа, кој претеничката група ги поднесе на 7 октомври. Со предлог измената и дополнувањето на законот за здруженија и фондации, од ВМРО ДПМН тврда дека ќе се спречи идно формирање, но и реакција на веќе постоечките регистрирани здруженија во земјава.